4 интервентни мерки на владата и регулаторната комисија за енергетика и предлага Асоциацијата за енергетика на Македонија. Според нејзиниот председател Кочо Ангјушев, тие се следните. Прво, така наречената зелена енергија да и се врати на индустријата. Второ, за зимскиот период владата уште од сега да обезбеди увоз на струја. Трето, итно да се обезбедат услови за зголемување на струја и поедноставување на процедурата за поставување кровни фотоволтаици на објектите од така наречената лесна индустрија. За владата и регулаторната комисија овие мерки се прифатливи и по нив веќе се работи, изјави председателот Марко Бислимовски. Значи, уште еднаш потенцирам дека сите барања од МЕА во делот на ингеренциите на регулаторната комисија за енергетика се прифатливи. Дел од нив се веќе реализирани, а наредните ќе ги реализираме во многу куси рокови. Во делот на подготовките за амортизација на кризата во пресрет на грејната сезона, министерот за економија Бектеши изјави. Ние веќе најавивме дека ЕСМ преку Министерство за финансии и преку економија веќе обезбедила 100 милиони евра. 100 милиони евра од страна на ЕБОР, се со цел да се близнува средства во ЕСМ за да се зголеми ликвидноста на ЕСМ во делот на набавки за мазот, за јаглен, но секогаш и во набавка на електрична енергија. Сепак според Бектеши, уште од сега е јасно дека сето ова нема да биде доволно, бидејќи кризата е голема, а можностите се ограничени. Според него, граѓаните уште од сега треба да се подготват на штедење, без при тоа да споменува евентуални редукции на електричната енергија. Што граѓаните мислат за можни рестрикции на струјата? Не би требало, зашо? Ние секој трошиме струја, тоа што е нормално. Па кој не се плаши? Економски ефект е граѓаните немаат домашен буџет, намалени се средствата и секој би требало да се плаши. Рестрикции може да има на тие што се греат на струја. Јас на дрва се греам и стасуват. Состојбата со цената на електричната енергија и понатаму останува драматична, зашто во моментов таа е над 500 евра за мегават час, а пред кризата беше 5-кратно пониска.